Почитувани гледачи, добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него донесуваме. Писателите Стојан Тарапуза, Киро Донев и Горијан Петрески меѓу учениците од училиштата Никола Карев и Свети Кирил и Методиј. Месецот на книгата заокружен со поетско читање во средното општинско училиште Ѓошо Викентиев. Локални патни правци, спортска сала, водоснабдување, дел од реализираните активности на локалната власт од Зрнавци. Самовработување преку кредит од Агенцијата за вработување во Кочани. Со работа започна компанијата Јаго Мебел. Традиционалната комитска вечер ја потврди сплотеноста на членството на ВМРО ДПМН од Кочани. Од спортот, победа на Осогово на средбата со Чешиново. Напролет ќе се биде битка за врвот. Пораст на младост 11 во Ризари во дербито на колото од екипата на Тиверија и Статов. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори, Термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете Термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Писателите Стојан Тарапуза, Киро Донев и Горијан Петрески ги посетија основците од училиштата Никола Карев и Кирил и Методи. На средбата во нивна чест учениците читаа поезија. Познатите автори на раскази за деца Стојан Тарапуза, Горијан Петревски и Киро Донев денеска пристигнаа во Кочани да се сретнат со основците и со нив да ги споделат своите писателски искуства. Младите поетеси од ово училиште пак им посветија неколку стиха на тројцата безвременски автори на детски романи,
а тие почестени од вниманието на учениците изразија задоволство што токму во Кочани ќе ја промовираат збирката раскази на Стојан Тарапуза и велат дека сите тројца на свој начин се емотивно врзани за овој град. Драго ми е што во овој град ќе се промовираат вечерва. Во 3 тома е целото мое поетско творештво, посветено на децата и на сите што се чувствуваат како деца, бидејќи секој од нас има по едно духовно дете во себе. Тоа е средба која и за нас е добредојдена, средба со децата, со учениците, со нашите читатели. Сум доаѓал многу често и секој доаѓање овде за мене е многу доживување. Се надевам дека и овој пат во тие средби што ќе бидат денеска и утре и вечер на промоцијата, тоа ќе биде пак едно ново доживување и еден, како се вика, своевиден празник за мене. Дружбата ќе продолжи утре во училиштата Раде Кратовче и Малина Попиванова, каде тројцата писатели ќе се сретнат со тамошните усновци. Оваа средба е дел од манифестацијата Месецот на книгата. Поетска средба се одржа во Техничкото училиште Гошо Викентиев во рамките на Месецот на книгата. Настапија членови на клубот Копнеш и невладената организација Павел Шатев. Членовите на литературниот клуб Копнеш заедно со младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гошо Викентиев денеска со литературно читање и музика го заврши одбележувањето на Месецот на книгата. Присутни беа учениците, средношколци, поети, членови на литературниот клуб Копнеш, како и волонтерите на организацијата Павел Шатев и други заинтересирани ученици кои го сакаат пишаниот збор. За соработката со литературниот клуб Копнеш и за оваа манифестација еве што ни изјави професорката Славица Цветкова. Овие средби се традиционални и на нив присуствуваат членовите на литературниот клуб Копнеш од Кочани, нашите литературни творци, а денес гостини се и волонтерите од Павел Шатев. Кај нас има литературни творци кои пишуваат во сите видови, значи имаме поезија, проза, драми, имаме музика во исполнение на наш ученик, исто така и членовите на литературниот клуб Копнеш, кои се традиционални наши гости, ќе се представат со своји литературни творби. Од нашето училиште има голем број литературни творци меѓу учениците, но и меѓу професорите. А и дел од нив се членови на литературниот клуб Копнеш, така што соработката е неминовна. Ние планираме пред новогодишните празници повторно да организираме една таква средба, една поетско-музичка вечер во која што ќе настапат членовите на литературниот клуб Копнеш, ќе настапат нашите ученици и професори. Од младинската организација Авангарда со голема благодарност до сите членови на литературниот клуб Копнеш. Чест ми е што денеска членовите на литературниот клуб Копнеш се наши гости, каде што сите заедно ќе затвориме манифестацијата Месец на книгата 2013 година. Организатор инаку на оваа манифестација во нашето училиште е младинската организација Авангарда, каде што исто така и нашите членови ќе се представат со своји лични творби. Оваа манифестација традиционално се одржува секоја година во Средното општинско училиште Гошо Викентиев во рамките на Месецот на книгата. Средношколците од Средното општинско училиште Љупчо Сантов денеска се запознаа со значењето на крводарителството во општеството, благодарение на албуката која спроведоа представниците од Црвениот крст Кочани. Во просториите на Средното општинско училиште Љупчо Сантов, представници од Црвениот крст денеска преку низа на активности ги запознаваа средношколците со значењето на гестот да се дарува крв и да се биде хуманитарец во граѓанството. На предавањето учествуваа ученици од сите основни и средни училишта, кои безрезервно се вклучија во акцијата. Целта на оваа програма, токму во денеска нова работилница, е да се запознаат присутните ученици со формирањето на Црвениот крст и работата на оваа наша организација. Значи, денеска сме сконцентрирани токму на формирањето на Црвениот крст и комплетно активностите што ги спроведува. Целта на оваа наша работилница е да овозможиме на младите да се запознаат со организацијата наша и оние кои се пронајдат бидат понатамошни членови токму на оваа наша организација. Следната е закажана за петок, кога на сличен начин ќе се презентираат целите на Црвениот крст, се со цел учениците во иднина по своја иницијатива да бидат креатори на вакви акции.
Локални патни правци, спортска сала, водоснабдување и изградба на повеќе наменско игралиште се само дел од активностите на општина Зрновци во изминатите 10 месеци. Општина Зрновци во изминативе 10 месеци од оваа календарска година оствари значајни резултати на планот на инфраструктурното редување во трите населени места во општината. Се доврши и двете започнати цркви во селата Мородо и Сивидовиште. За ваквата активност градоначалникот Блаже Станков истакнува. Успеавме да реализираме, односно да изградиме два локални пата. Еден локален пат се однесува на патот Видовишка раскрсница Горно Мало Видовиште, со кој што на овој дел на граѓаните на Видовиште им го скративме патот патувајќи спрема Зрновци. Исто така и една заобиколница направивме која што излегува на регионалниот пат Зрновци-Виниц. Така да мислам дека и со овој пат навистина се подобри патната инфраструктура и се надевам дека сега многу повеќе сообраќајот може непречено да се одвива. Исто така во текот на изминатите 10 месеци ја пуштивме во употреба училишната спортска сала. Исто така уградивме пумпи за препумпавање на водата од Видовишкиот резерват, со кој што веќе обезбедивме да чиста и питка вода за пиење на граѓаните на Видовиште. Започнавме со изградба на повеќе наменското игралиште, кое што во текот на годината ќе биде готово. Асфалтиравме една централна улица Маршал Тито во широчина од 6 метри, должина 350 метри, пропратена е со тротоари, а исто така една пешачка патека за учениците и останата дел на граѓаните која што води до самото училиште. Се надевам дека со тоа опасноста и безбедноста на учениците ја осигуравме. И уште многу други посетни проекти кои што, како што се асфалтирање, редовно асфалтирање на улици, одржавање на локални патишта, одржавање на улици и слично. Програмата за активност во наредната година е богата, содржајна и амбициозна. Во неа покрај другото, Зрновци ќе добие градски плоштад, место за заеднички средби и собирање на жителите од населбата. Самовработување преку кредит од Агенцијата за вработување во Кочани за компанијата Јаго Мебел од Кочани престојат добри денови. Самовработување преку кредит од Агенцијата за вработување во Кочани за компанијата Јаго Мебел, ова беше можност повеќе да се започне нов бизнис. Изградена е хала, купена опремата и се започне со работа. Со средства од програмата за самовработување преку Агенцијата за вработување добив парична помош за почеток на работа. Средствата ги употребив за доопремување на објектот, пошто ми беше објектот изграден во фаза на карабина и со тие средства го доопремив објектот и набавив репроматеријали за почеток на работата. Работата ќе биде изработка на секаков вид намештај, столарија од дрво и се што може да се изработува од дрво, од иверица, медијапан и слични материјали. Во почетната фаза ќе работам сам за да подоцна вработам луѓе по потреба како ќе се одвива работата. Инаку традицијата на семејството, каде што 40 на години Чичко Живко работеше на тешличкиот занет, сега ја продолжува синот Јанко, кој по стечајот во Кочански бетон остана без работа. Вели, самовработувањето е начин да се обезбеди работа и да се успее во неа. И на стартот од новата сезона во ловниот резерват Пашаджиково, дивечот се чува и размножува, но нема отстрел. Кој ќе биде новиот концесионер и како ќе стопанисува? Пролонгирањето со доделувањето на ловниот резерват Пашаджиково под концесија и понатаму ја држи статус кво ситуацијата со едно од најубавите ловишта во државата. Подружницата Осогово на македонски шуми од Кочани домакински и грижливо го прихранува дивечот и го одржува резерватот, но на некој начин представува дополнително оптоварување.
Меѓутоа, фактот дека неколкуте вида елени, срни, диви свињи и муфлони само се чуваат и размножуваат, при што нивниот број од година во година е се поголем, доведува до ситуација на крвна и генетска дегенерираност на животните кои поради пренаселеност меѓусебно се парат. За актуелните состојби со резерватот, директорот Орце Димитров вели. Се изврши попис, се изготви ловно-стопанска основа, се дадува појдовните, односно идните позиции за самиот ловен резерват. Македонски шуми успеа да обезбеди храна, мала, но сепак задоволителна, привидејќи сушата си го направи своето, малку е бевме послаби со собирање на овие сено и други земјоделски производи. Така да за ловниот резерват во овој момент мислам дека има распишано концесија, со тоа што тендер за концесија, кој што сите оние кои што се заинтересирани би ја пратили на време таа материја. Во јавноста се шпекулира дека интересот за ловиштето е мошне големо, како од домашните, така и од странските потенцијални концесионери. Локалната власт од Кочани и Пробиштип нуди резерватот да влезе во состав на јавното предпријатие Пониква, кое ќе го вклучи во целокупната туристичка понуда на спортско-рекреативниот комплекс. Ловците од Кочанско стравуваат дека доколку ловиштето отиде во приватни раце, може да се случи концесионерот за кусо време да изфорсира лов и отстрел на дивечот, со цел што побрзо да си ги врати вложените пари и едноставно да го уништи резерватот. Едно е сигурно, ловниот резерват Пашаджиково е еден од најрепрезентативните во Македонија и сам по себе представува исклучителен потенцијал за развој на ловниот туризам во овој дел од државата. Затоа ќе биде многу битно на кого ќе му биде доделено и под кои услови, особено во делот на одржувањето и долгорочното функционирање. Сдруженијето на пензионери од Кочани во месец ноември ќе реализира 8 предавања на теми од здравството во 4 клуба во Кочани и Оризари. Во програмата за работа на Сдруженијето на пензионери од Кочани во месец ноември е планирано реализација на 8 предавања на тема од здравството во 4 клуба во Кочани и Оризари. Предавањата започна на 6 ноември, а ќе завршат на 4 декември. Меѓу темите кои ги интересираат пензионерите се остеопорозата, превенција и хигиена со доктор Љупчо Ѓоргиев, дегенеративните болести со доктор Љубинка Салтирова, крвен притисок и шеќер во крвта со доктор Мирко Анакиев и малигни заболувања, нивно откривање и лекување со доктор Душан Данев. Како што ни информира председателот на Сдруженијето на пензионерите од Кочани Ѓорги Серафимов, интересот по првите 2 предавања бил мошне голем. Масовното присуство на предавањата го покажува интересот на пензионерите за овие болести. Се планира дел од предавањата да бидат презентирани и пред пензионерите во општините Зрновци и Чешиново Блешево, каде што Сдруженијето на пензионери од Кочани има и своји ограноци и клубови. Традиционалната комитска вечер која годинава се одржа во ресторанот Аледар уште еднаш ја потврди сплотеноста на членството, правејќи при тоа своевиден пресек помеѓу досегашното функционирање на партијата на локално ниво и планирањата за тоа што престои. Во нагласено партиски амбиент, карактеристичен за ВМРО ДПМНЕ, во ресторанот Аледар во саботата се одржа традиционалната комитска вечер. Салата на овој убав објект беше претесна да ги прими сите кои сакаа да бидат дел од средбата. На комитската вечер присуствуваше и потпредседателот во владата на Република Македонија Владимир Пешевски, како и градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски и други истакнати функционери и членови на партијата. Од разговорите со присутните може да се слушнат различни коментари за местото на одржувањето на комитската вечер, бидејќи во затворен објект ограничени се можностите да присуствуваат сите заинтересирани партици и гости. Меѓутоа, масовниот одзив на членството уште еднаш ја потврди сплотеноста во редовите на владеачката партија. Денеска кај Клучката близу Хотел Национал се случи сообраќајна незгода, која помина само со лесна телесна повреда и материјална штета. Кај Клучката во близина на Хотелот Национал денеска околу 13 часот и 15 минути се случи сообраќајна несреќа, во која полесно е повредена ќерката на сопственикот на фирмата Гомило до Блешево, која го возела патничкото моторно возило Голф. Дознавме дека токму жената која управувала со возилото побарала лекарска помош во здравствените институции во градот со цел да се изврши контрола да не се работи на некакви внатрешни повреди.
Инаку до несреќата дошла на кракот преку кој од магистралниот пат од Кочани се фаќа приклучок од обиколницата. Иако увидот и истрагата ќе покажат поради кои причини дошло до сообраќајката, претпоставка е дека водата која се насобрала од варнежите од дожд и песок одвлијаале управувачот на возилото да изгуби контрола над него и да заврши во браникот поставен на патот. Од силниот удар целосно испаднало левото предно тркало на голфот, а се предизвикани и други оштетувања. На местото на сообраќајката увид изврши полициската екипа која доправа ќе ги утврдува причините за овој сообраќајен инцидент. Со победата во Чешиново од 3:1, Осогово ја задржа третата позиција на табелата по есенскиот дел од првенството. Напролет ќе се бие битка за врвот. Последното коло во третата фудбалска лига Исток го одбележаа поразот на Беласица во Виница и победата на Осогово во Чешиново. Осоговци со 3 бода во локалното дерби во Чешиново ја зачуваа третата позиција на табелата. Виничани пак ја намалија разликата со Струмичани на само 3 бода. Осогово во Чешиново одигра солидно и победе со 2:0, но чешиновци не се предаваа и преку извонредниот натков намалија на 2:1. Сепак наискусниот Арсов го реши победникот со третиот гол и им ги донесе 3 бода на жолтосините. Во таборот на Осогово велат дека паузата ќе искористат дополнително да ги консолидираат редовите, да ја заселат екипата напролет и да се борат да ја загрозат убедливата бодовна предност на Струмичани и Виничани. Голема победа на Слога 1934 против фаворизираната Беласица во дербито на есенскиот дел од првенството. Тактичката поставеност на играта и борбеноста пресудни за триумфот на Виничани. Слуга 1934 на вчерашниот надпревар кој се одигра пред околу 1500 гледачи забележа мощна значајна победа против екипата на фудбалскиот клуб Беласица со резултат 2:1. Со овој успех клубот ја бележи 10-та победа во оваа сезона во третата фудбалска лига Исток. 3 бода овозможија Слуга да се зацврсти на второто место на табелата пред третопласираното Осогово, на кого му бега 7 бода. Надпреварот започна со неизменична иницијатива на двете екипи. Првиот гол го постигнаа виничките фудбалери во 30-та минута од надпреварот и со тој резултат се отиде на одмор. Во второто полувреме гостинската екипа притисна со цел да го израмни резултатот. Тоа им успеа во 53-та минута од надпреварот. Во 59-та минута судијата оправдано досуди пенал за домашната екипа со што Слуга дојде во водство 2:1. До крајот на надпреварот гостите имаа шанси да постигнат израмнувачки гол, но не ги искористија, па резултатот остана непроменет. Овој надпревар се одигра во извонреден спортски амбиент, а ќе биде запаметен и по одличното навивање и подршка на тимот од страна на навивачката група Улави, кои беа 12 играч на Слуга. Инаку со оваа победа Виничани ги задржаа шансите за освојување на првото место во трета лига Исток и обезбедување бараж за влегување во второлигашка конкуренција. Неочекуван пораз на женскиот фудбалски клуб Младост во дербито со Тиверија и Статов од Струмица, на кое со калкулантско судење му кумуваше и велешката судиска тројка. Сега лидер на табелата е женскиот фудбалски клуб Кочани. Во мощна добра атмосфера со 200 публика и музика во Оризари се одигра неделното дерби во првата фудбалска лига за жени на Македонија. Се сретна лидерот на табелата Младост и НС и третопласираната Тиверија и Статов. Во 2:8 различни полувремиња до победата стигнаа гостинките од Струмица, кои имаа повеќе од играта, но ја имаа и дискретната помош на судијата. Во првите 45 минути Струмичанки одиграа одлично и се што шутираа кон голот на Миладинова практично го претворија во гол. Првот слободен удар победува со 1:0, а потоа во финишот на полувремето стигнаа до високите 3:0. За разлика од нив, оризарки двете изгледни шанси ги промашија, особено Ана Димитровска, која од само 2-3 метри го префрли голот на одличната Донева. На почетокот од второто полувреме Струмичанки уште еднаш ја матираа одбраната на Младост со четвртиот гол на Крстановска. Но потоа на теренот постоеше само една екипа.
Оризарки најпрво промашија пенал, а подоцна и неколку шанси. Па сепак успеа да ја затресат магепсаната мрежа на Донева и потоа да постигнат уште 2 гола. За жал немаше време, бидејќи како запна, лесно можеа да стигнат до изравнување. На крајот гостинките си заминаа за Струмица со резултат 4:3 и 3 нови бода во битката за врвот. Непримерен потек на футсал екипата на гимиџиите од Велес, кои дојдоа во Кочани, се испокараа и без да истрчаат во салата, си заминаа. Публиката и фудбалерите на Кочани останаа покуси за едно футсал доживување. Полна сала во основното училиште Никола Карев, одличната организација и убавиот спортски амбиент требаше да приредат уште едно спортско уживање за љубителите на футсалот. Но не мислеа така велешани кои дојдоа со 12 играчи во Кочани, но си испокараа и си заминаа без да излезат на теренот во спортската сала. По половина час чекање, делегатот на надпреварот објави дека овој надпревар нема да се игра и дека најверојатно ќе биде регистриран со службен резултат. Поред пропозициите на Фудбалската федерација се чека 30 минути од наводни семејни проблеми не се одигра надпревар. Следува дополнително извештај од екипата на Велес, одлучува ФФМ за тоа. Резултатот е најверојатно службен резултат за екипата на Кочани. По ФИФА е 5:0. Екипата на Велес е многу сериозна екипа. Се гледа дека допатува со 12 играча, со комбе, со возило, но сепак причината само тие да знаат. Домакините ги исполнија сите услови. Уредно ги примија гостите, уредно си пријавиле во полиција, брза помош имат. Се беше за да се одигра надпреварот спрема правилата на Фудбалската федерација. Какви санкции ќе бидат преземени кон екипата на гемиџиите од Велес, ќе одлучи дисциплинската комисија, но што и да се случи, ускратеното задоволство на навивачите никој не можеше да им го врати. Со временската прогноза го завршуваме и централното издание на Дневникот на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.